Доколку немате 18 години, нема да може да возите електричен тротинет. Брзината пак ќе биде ограничена на 20 км на час. Доколку не ги почитувате правилата, тротинетот може да ви биде одземен 30 дена. Новите предлог законски измени по итна постапка утре ќе се најдат во Собраниска комисија, а до утре или задутре веќе треба да бидат изгласани во Собранието. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН, кој предлагач на измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, велат можеби мерките се поригорозни, меѓутоа за 2 години над 2000 сообраќајки биле со тротинети и електрични мопеди, а 46 лица загинале токму од несреќи од овие возила. Од повредените најголемиот дел биле малолетни деца. Истата ја предлагаме со една и единствена цел да ги заштитиме младите учесници во сообраќајот. Анализите на МВР покажуваат дека во повеќе од половината од несреќите со електричните тротинети истите биле управувани од лица од 16 и 17 годишна возраст. Чиста пракса низ улиците е да се видат по двајца или тројца како се возат на еден тротинет. Возат и со преголема брзина, а во многу случаи интервенира и брзата помош. Затоа, доколку се сторат овие прекршоци, покрај казна ќе биде и привремено одземен тротинетот. Се заострува казнената политика за сторители на прекршоци предвидени со законот, при што во конкретни случаи, покрај изречената глоба, се предвидува и привремено одземање на возилото за возење на малолетен возач, пречекорување на дозволената брзина, превезување на друго лице или возење под дејство на алкохол во времетраење од 30 дена. Статистиката на МВР покажува дека во првата половина на оваа година има над 30 сообраќајки со електрични тротинети. Тамара Дичевска, Сител телевизија.